Следуваме со минутите наменети на нашето здравје, како што ви најавив и на почетокот на ова утринско дружење. Наша гостинка е доктор Елена Стојковска, специјалист патолог од Аџибадем Систина, со која што ова утро отвараме дискусија на тема тироидната жлезда, нејзината функција, заболувањата кои што таа ги предизвикува, начинот на диагностика и сите најсовремени методи во Систина, со кои што на многу брз и ефикасен начин доаѓа до конкретниот проблем. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи, благодарам на поканата. Се надевам дека оваа тема ќе биде интересна затоа што има многу луѓе што се засегнати од Сигурна сум. болестите на тироидната жлезда. Особено дамите кои што пак многу повеќе се изложени на ваквите заболувања. За жал и во оваа проблематика дамите водат 3:1 во однос на болестите на тироидната жлезда. Да, но добрата вест е дека вие во Систина навистина со тој персонализиран пристап на секој пациент кој што доаѓа кај вас имате развиено начин на брза диагностика, третман и нешто што значи успешно справување со сите дисфункции на тироидната жлезда, која што е мала по обем. Еве, за почеток ви давам збор да ми ја опишете функцијата и кои се заболувањата кои што таа ги предизвикува. Така, значи тироидната жлезда како дел од ендокриниот систем е мала жлезда, тежи околу 20 до 30 грама, меѓутоа незината функција е огромна, како и сите органи што спаѓаат во ендокриниот систем што учествуваат во лачење на хормоните. Конкретно тироидната жлезда со лачењето на незините хормони делува буквално на секоја клетка, на секое ткиво и орган во организмот, делува на метаболизмот, на пулсот, на дишење, на кожата, на развој, на мозокот делуваат, така да сите органи се засегнати од лачењето на тироидните хормони. Да. И затоа е огромно незиното значење и незината дисфункција доведува до голем број на симптоми. Така. Откако специјалистот констатира дека нешто се случува со тироидната жлезда, дека не работи како што треба, предпоставувам дека прво нешто што треба да се направи, а навестува некакво нарушување е биопсија. Што значи биопсијата? Малку ќе ве задржам тука, ќе ве коригирам, да. Најнапред, значи, пациентите што имаат проблем со тироидната жлезда не мора секогаш да прават биопсија. Не мора секогаш да прават биопсија, така. Во кој случај ја правиме биопсијата и што таа значи? Биопсијата се прави во неколку случаи. Значи, кога има зголемена тироидна жлезда и таа се видливо се забележува гуша некоја се создава гушаво, така. струма и затоа што незината локализација е баш во предниот дел на вратот, веднаш се забележува кога има гушавост. А најчесто пункционалната биопсија се прави кога има нодуси, односно јазли во тироидната жлезда, кои што претходно се диагностицираат од специјалисти кои што ги водат тие пациенти. Тоа претходи на биопсијата. Така, се претходи. Прво, за секоја диагностика на тироидната жлезда започнува со крвните анализи, лабораторија, се испитуваат хормоните, Т3, Т4 и други хормони. После тоа следи ултразвук на тироидната жлезда, затоа се задолжени специјалистите по нуклеарна медицина кај нас, кои што се со долгогодишно искуство, и тогаш се поставува во кој случај има индикација да се направи биопсија на тироидната жлезда. Значи, ултразвукот помага да се види дали има некој нодус во тироидната жлезда, дали има цисти. Некогаш знае да се појави циста која што се полни и е огромна и треба да се испразни. Или предоперативно, кога се работи за гушавост, за енормно зголемени тироидни жлезди, и тогаш се изведува пункционалната биопсија. Да, како се изведува таа биопсија, дали е болна, дали е непријатна? Предпоставувам дека медицината оди толку напред што имаат развиено софистицирани методи ова да се направи, поинаку можеби од некое минато време. Да, и за жал пациентите доаѓаат многу исплашени кога доаѓаат, кога ќе се каже зборот биопсија,
тие се многу исплашени. Меѓутоа, пункционата биопсија, значи, тоа е скратеница од ФНАБ на англиски. Fine Needle Aspiration Biopsy. Тоа значи тенкоиглена биопсија. Значи, таа е различна од другите биопсии кога се зема поголемо ткиво. Ова е пункционна биопсија која што се изведува со мали игли во амбулантски услови. Значи, пациентот доаѓа, буквално трае 10 секунди. И сите се плашат дека е болно, меѓутоа е безболна, минимално инвазивна процедура, со локален анестетик се прска околината за да нема воопшто болка, иако нема. Во амбулантски, предпоставувам. Во амбулантски, да. Истото утро доаѓа пациентот и ние се врши биопсијата, припрема предходно и после тоа веќе пациентот си оди. Колку е значаен резултатот и што информации дава овој резултат од биопсијата? Тука следи анализата. Значи, од кога ќе се земе биопсијата, ние правиме размазка и ги гледаме во околу 2-3 сати треба да техничката обработка, да се обое саклата и под микроскоп ние ги анализираме. И пациентите добиваат наод од прва класификациона група до 5-та класификациона група. Извинете малку. Да, предпоставувам дека со оглед на искуствата кои што сме ги имале, им правите добра подготовка и припрема на пациентите за да бидат комплетно релаксирани што следува, нели? Да, да. И утрото кога ќе дојдат, им кажуваме дека е безболно, ги релаксираме. Иако навистина е непријатно кога ќе се каже на пациентот дека треба игла во самиот врат да се внесе, меѓутоа навистина е безболна. И тоа го правиме под контрола на ултразвук, значи мултидисциплинален пристап со нашите специјалисти, кои што се високо искусни, многу искусни за ехо на туринната жлезда. Значи, во истиот момент се поставува сондата и ние со иглата ја насочуваме иглата спрема ултразвукот. Значи, во тие случаи кога се изведува пункционата биопсија под ултразвук, минимални се шансите за каква и да е компликација, значи повреда на крвен сат или и тоа е да се случи нешто што е навистина не е значајно. Меѓутоа, под ултразвук точно се насочува врвот на иглата во самиот јазол и знаеме дека точно од таму сме земале ткиво. Во случајов, при пункциона биопсија, значи, се земаат клетки, затоа ја викаме цитолошка анализа, се собираат клетки, најчесто се добива и мало количество на течност. И како што кажав, ние правиме размазка од таа течност и после тоа ја анализираме под микроскоп. И пациентите добиваат резултати истиот ден, во рокот од 2 до 3 сати. Специјалистите по нуклеарна медицина им ги соопштуваат и тоа понатаму влијае на третманот, како ќе се продолжи со тоа. Ако се добие дека е тоа обичен јазол, бенигни промени, што и најчести се во туринната жлезда, тогаш се продолжува со следење, со крвните анализи, со редовни контроли, да. Се прати со ултразвук, се прати нодусот дали расте. Ако почне да расте, тогаш е индицирана повторно биопсија. Иако се добие прва група, тоа се најчесто бенигни јазли, меѓутоа ако расте и сепак се советува операција. Меѓутоа и од самата анализа зависи дали ќе следува операција на еден лобус на тироидната жлезда, ако има сомнение за нешто повеќе, во најлоша рака карцином, ако се добие таков резултат, следува оперативен третман со целосно отстранување на тироидната жлезда. Да. И затоа цитолошката анализа е една од најважните за понатамошен третман, што ги води докторите како да се продолжи понатаму со таа тироидна жлеза, што да се прави. Одлично. Во интерес на гледачите, јас само ќе напоменам дека имаме време се до 8:30 да вклучиме некој гледач со конкретно прашање на темата нарушување на тироидната жлезда, нешто што може би вас ве загрижува или нешто што се носите и се соочувате и го надминувате.
Доктор Елена Стојковска е тука до 8:30 и можете да поставите прашање. Еве додека го добиеме гледачот ќе кажам дека не секогаш резултатите ни се очекувани и посакувани, некогаш за жал добиваат пациентите и лоши резултати. Така. Неповолни резултати, а знаеме дека во поново време бенигните, малигните заболувања се поголем тренд со кој што се соочуваат и многу млади лица, не само возрастна група на лица. Еве, мислам дека имаме гледач, режија така, нели, немаме сепак гледач. Кажете ми каков е начинот на третман со луѓето кои што навистина имаат. Ајде, прашањето ќе го одговориме малку подоцна да му дадеме предност на гледачот. Се служувате? Повелете, во програма сме. Добро утро. Добро утро. Убав ден. Благодарам. Поздрав до докторката. Вие докторка, сакам да ве прашам. Јас сум пред 4 години оперисана на торахална. Имав па не баш канцер, ама не беха добри резултатите, зашто нагло ми порасна јазолот. Левиот лобус ми остране, целосно мислам. Имав огромен јазол. И сега поминаа 3 години, не одев на контрола, jer страх од короната. И сега одев на контрола, а и немаше термини. И сега ми рекоа, другиот дел што ми останат, пак имам јазли. Пак имам јазли, докторка. Која е големината на јазлите прво? Па не е сега баш многу голема, почетни се јазлите. И докторката се консултира, ми рече дека ќе треба само да се следат. Така, да. Има ли опасност, докторка? И мислам, и зошто се појавуваат повторно? Зошто се прашувам, зошто целот тероидна не ми беше отстранета? Благодариме за прашањето. Благодариме за прашањето. Баш како што кажав, ако еве конкретно кај пациентката, значи била воспоставена дијагноза цитолошки за постоење на бенигни јазол на тироидната жлезда, во тој случај се гледа да се остави ткиво од тироидната жлезда и тогаш хируршки се отстранува само тој лобус, односно таму кај што е тој јазол. Затоа и сакав да кажам, значи, јазлите на тироидната жлезда за пациентите звучат можеби страшно. Меѓутоа, околу 95% од јазлите се бенигни. И затоа не треба многу да се плашиме со редовно следење. Се следа, значи, ако почне да расте, ако се помали од 1 сантим, само се следат. Кога ќе почне да расте јазолот, тогаш следи оваа постапка со пункциона биопсија, се испитува за каков јазол станува збор и следи, ако треба, тогаш ќе се отстрани и другиот лобус. Значи, важно е да се остави дел од тироидната жлезда, за тоа е подобро за пациентот, за да може да функционира целиот организам подобро. Така е. Ајде да го чуеме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Благодариме, повелете се вашето сакам нешто да прашам. Пред 2 години мене тироидната жлезда не ми функционира. Значи, ве слушаме? пијам Еуторикс од 25 и 50. На која возраст сте? 49 години. 49 години. И покрај терапијата ништо немате подобрување? Да, пред 1 месец правев анализа на крвта, ми е покачени тие вредностите повеќе. Дали треба поголема доза да пијам на терапија или да се консултирам со докторката што ме води? И благодариме за прашањето. Да, во секој случај, значи, докторката специјалист кој што ја води пациентката треба можеби да направи корекција на терапијата, за да се види зошто така не делува. Да, навистина би било неблагодарно ние по телефон да ви кажеме што треба да се направи. Да, совет и препорака е секогаш добре дојдено и затоа сме и тука и ги отвараме телефонските линии за вас, но најважно е да се обратите кај вашата докторка која ве води и сигурно многу повеќе нешта ќе постигнеме на тој начин. Добро утро за следниот гледач. По моментов немаме активен, вклучен гледач, но еве ќе го продолжиме уште кратко разговорот. Што подразбила хистолошката анализа на
Така, за разлика од цитолошка анализа, кога ви кажав, значи со тенка игла се земаат само клетки и ние ги гледаме само клетките. Хистолошка анализа подразбира, значи после од оперативниот третман на тироидната жлеза, кажавме дали само еден лобус, дали цела тироидна жлеза, ние ја испитуваме хистолошки, ја добиваме тироидната жлеза после операција и хистолошки испитуваме се што има во неа. Значи, дали се работи за струма, дали за јазол или за карцином. Ја испитуваме цела тироидна жлеза и така подетално добиваме информации што се случувало во таа тироидна жлеза. Во однос на јазлите, би кажала дека тоа е една од најважните хистолошки од која ќе се отстрани, да се види за каков јазол станува збор. Никош знаат да не изненадат. Да. Претходно да имало прва класификациона група, а да добиеме некоја атипија, нешто друго, како атипичен аденом или во Сега најлоше. ги исклучиме изненадувањата. Јас се извинувам што ве прекинав, имаме уште еден гледач, ајде во интерес на времето да го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав за докторката и водителката. Едно прашање. Благодариме. Пред Повелете. 3 години бев на лекар и на ехо ми констатира лекарот, бев на интернист, дека имам тироидна жлеза и ми даде упут за Скопје, бидејќи не сум од Скопје, за биопсија. Кога отидов таму ми кажаа дека тоа треба да се соберат повеќе пациенти и кога ќе се соберат повеќе пациенти за биопсија, ќе тогаш да ми земат и ќе ми јават, но не ми јавија никако, а јас не осеќам ништо. Ништо, ни надворешно, ни внатрешно, и од тогаш, 3 години, земам специјално крвна слика за тироидната жлеза и таа докторот ми рече дека секој пат е во добри параметри, како да речам, дека работи нормално и само прашувам дали може нешто да има подмолно, така речено, скриено. Инаку резултатите ми се секогаш добри. Така, благодариме за прашањето. Во овој случај, значи, покрај резултатите, значи, лабораториски што пациентката редовно ги спроведува, добро е редовно да се да оди на ултразвук, значи ехо на тироидната жлеза. Што значи тоа редовно, на колку временски период, интервал? По 3 до 6 месеци, во зависност од тоа првиот пат кога еднаш ќе се види пациентката на ултразвук, кога ќе се види таа тироидна жлеза, се поставува индикација дали да дојде за 3 месеци, дали за 6 месеци, во смисла ако има некој нодус, тогаш треба да се прати за 6 месеци, за 1 година. И тука сакам да напоменам, некогаш, дури многу често, јазлите, тие нодуси на тироидната жлеза, може воопшто да не дадат промени во лабораториската анализа, да нема промени на хормоните, а сепак да постои јазол што расте. Да. Значи, во овој случај најдобро е пациентката да оди на ултразвук, да се види што се случува со тироидната жлеза. Бидејќи еднаш и кажале дека добро е да направи пункциона биопсија, значи сепак има нешто што треба да се провери понатаму, без разлика што хормоните во крвта се регулирани и се во нормални граници. Да, дај Боже да нема ништо. Да. И дај Боже да биде само рутинска проверка, но сепак еве подсетуваме и токму вашите гостувања, вашево и на вашите колеги се заради тоа дека секој човек, не постои човек кој сака да оди на доктор, не постои човек кој редовно сака да прави или со големо задоволство ги прави тие систематски прегледи, но доколку сте родители, доколку сте полнолетни, возрастни, доколку сте во стадиум од животот во кој навистина можеме да доживееме некои непријатни изненадувања од типот на вакви лоши резултати, било какви, сепак најдете храброст, најдете сила, барем еднаш до 2 пати во годината направете еден систематски преглед и видите во каква состојба е вашиот организам. Еве малку да ги смирам гледачите, значи во однос на тироидната жлеза, кога се работи за, кажав дека во 95% тоа се бенигни јазли. Меѓутоа, кога се работи за
карцином, за најчестиот тип на папиларен карцином на тироидната железда, тој се смета за еден од најдобрите, како да кажам, карциноми. Ние така ги сметаме. Постои и добар карцином, добре. Да, навистина. Дури неговото самиот папиларен карцином на тироидна железда се смета дека неговата дека е навистина со бенигни тек. Дури да се открие, да се оперира, се завршува добро и успешно се лекува и прогнозата е одлична за папиларниот карцином. Ова беше добро да се чуе за крај. Добро за некој карцином. Многу ви благодарам, доктор Стојковска, имајте убав ден.